Инвестирањето во услови на криза е освен храбар, ризичен, но и умен бизнис потек, говори примерот на Делчевската текстилна компанија Дамјанов. Со мартовскиот корона бум, компанијата не чекајќи ниту момент, веднаш изготви и реализира бизнис план во вложување на нов машински парк за производство на заштитни маски и друг соодветен материјал. Уложивме у 5 линии за производство на маски за лице. Автоматски линии, кои не кошта околу 300.000 евра и исто толку околу 300 до 400.000 евра уложивме и за репроматеријали и сега произведуваме од 5 до 7 милиони заштитни маски за лице и плюс имаме од купците што до сега шиевме модно кошули и работни одела, веќе се преструктурирани и они и имаме порачка на маски за повеќе кратна употреба. Дека вложените пари во новата производствена програма е исплатлива работа, Дамјанов го подкрепува со следниот факт. Ама ние сме големи производители, даваме на 3-14 фирми, ние не можеме да задоволиме капацитетот, на 3-14 фирми од овие што се за повеќе кратна употреба да ни помогнат во производството, така да, пошто они немаат од модното многу слабо има работа. За овој неколкумесечен период на контото на компанијата инвестицијата врати над 20% од вложените средства. Во исто време, тече и базното производство на кошули и нивен пласман на европскиот пазар. Во редот на ваквите успешни примери за инвестирање во услови на криза е и штипската текстилна компанија Larstrade. Првиот човек на компанијата тврди: секако дека е ризик, голем ризик е да се инвестира во нова опрема во ова време, од друга страна е некојаш и неопходно бидејќи немате друг избор. Ние имавме едно солидно, некаде 20% од вработените ги преориентиравме на производство на маски и знаете, во тој период немаше други налози и испадна добро, таа се пополни некоја дупка. Сега инвестицијата не знам колку ја вратиме назад, меѓутоа можеби пак ќе има потреба повторно да се произведе таков артикал, па се надеваме да можеме повторно да ги искористиме. Економските аналитичари се едногласни во оценката. Инвестирањето во услови на криза не е само умен бизнис, но и храбар потек. Тоа инвестирање во овие услови значи, ако ништо друго, задржување на постојните вработени, а можеби и вработување на нови, дополнителни, поради зголемената инвестициона активност, односно зголемување на капацитетот на производството. Предвидување на инвеститорите за еднината, дека со надминувањето на оваа корона криза ќе дојде период кој ќе може да се функционира нормално. Без разлика на временската рамка, во траењето на кризата, само навремената реакција на менеджментот е сигурна алка за опстанокот на компаниите и одржување на нивната ликвидност. Тоа е сигналот кај компаниите што ниту во сон не сакаат да згасне.